Шампионска понуда само во Нептун. Ајде до 22 јануари. Нептун. Живеј подобро секој ден. Подмачкај се со Алгасан и ослободи го движењето. Поразот од Франција веќе го архивиравме, претпоставувам, сега нашите мисли само се и вашите мисли се насочени само кон Германија. Како се подготвуваме за овој надпревар? Подобро го забораваме надпревар, но сепак добро го анализиравме против Франција. Можам да кажам дека имавме многу добри работи со Франција, добро го анализиравме, имавме некои повеќе технички грешки што Франција на секоја грешка нашата ја казни. Имавме 4 дена добро да се спремиме за Германија, секој ден добро анализираме и се спремаме. Можам да кажам и да ветаме на поборбена Македонија како во одбраната. Играме со Германија. За мене исто Германија е еден голем тим со големи играчи од Бундеслигата. Знаете дека сите Бундеслигата е најдобрата во светот и тие се одбрани од цела Германија, најдобрите играчи во Германија. Играме кај нив, домаќин, играме пред полна сала, нивна. Тие се исто мотивирани, но ние сме Македонија и сите знаеме нашето срце и тело како зборува кога ќе играме против таков голем фаворит на домашен терен пред не знам колку голема сала. И сигурно сме мотивирани, ветувам дека ќе играме добро анализиравме, сепак Франција, отворавме со Франција како голем фаворит за мене, фаворит за медал. Но сега Германија треба да заборавиме, да ги гледаме добрите работи и да бидеме максимално спремни за Германија. Како беше чувството да сте играли на стадион? Сега се враќаме во сала, веројатно и ќе се слуша повеќе и навивањето против вас, но и поддршката од повеќето македонци за вас. Добро, искрено, јас играм прв пат пред толку голема публика и на стадион. Стварно беше возбудливо и интересно да играш. Сега играме на исто во сала и плюс со домаќинот, сепак ќе имат максимална поддршка и цела сала ќе биде распродадена за Германија, но во тој процес знам дека ќе има и дел од нашите навивачи македонците што до сега никогаш не имат оставено сами и секогаш имаме максималната поддршка и можам да кажам дека фала за нив што одвојуваат време и да дојдат за нас и да не бодрат. Играше во Германија долго време, ги познаваш доволно дел од репрезентативците, според тебе кој би бил најголема опасност кон голот на нашите голмени? Да, поминав долг период во Германија и имам и соиграчи во екипата на Германија и сум играл скоро против сите играчи. Па видете, таму се сите квалитетни, не можам да извојам никој, сите се квалитетни. На секоја позиција имаат многу добри играчи, имаат добар систем, играат многу густа и агресивна одбрана со голманот Волф. Тоа го видовме на првиот надпревар, треба да бидеме максимално спремни за нивната одбрана, добро анализиравме, како што кажав. Имаат многу добра транзиција, што ја казнија. Можеме да видиме како играе против Швајцарија, до 50 минута Швајцарија имаше 10 гола. Не сакам да зборувам за тоа, не сакам нас да ни се повтори тоа, треба да бидеме максимално предпазливи и да одиме чекор по чекор. Како што кажав, имавме многу добри работи со Франција, техничките грешки треба да ги поправиме и да излеземе со Германија. Како што кажав, ветуваме на поборбена, како во одбраната првен, треба добро да играме одбрана, да бидеме поагресивни, затоа што имаат добри шутери. И на крај да се надеваме на позитивен резултат.